Немало никаква амнестија со тоа што со новиот кривичен законник на криминалците од највисоките редови ќе им се намалуваат казните. Законот бил добар и во согласност на ЕУ регулативите. Ке имало и конфискација на имоти. Јавноста врие, но премиерот се правда за измените на кривичниот законник, кој експресно се донесува во парламентот со залепено европско знаменце. Законот кој драстично ги намалува казните за злоупотреба на службената положба, според Ковачевски бил добар и со него немало да амнестираат. Ковачевски дури уверува дека сега во него имало и член со кој се намалува затворските казни, а сме добиле и поефикасни судски постапки. Судските постапки, сите сме сведоци, траат со години, некои траат и со децении, и при тоа никогаш не се случува да комплетно имотот кој што бил злоупотребен врз основа на неправилно спроведени постапки на некој кој што тоа го направил, да биде конфискуван во целост и целиот имот кој што потоа бил надоградуван врз основа на така стекнат имот. Со ова се овозможува токму тоа. Исто така ваквите измени овозможуваат поголема ефикасност и поголема ефективност на судските постапки. Ни председателот на државата не гледа проблем со новите измени во кривичниот закон, кој експресно го потпиша. Пендаровски тврди дека со ниту една одредба немало амнестија. Кратењето на казните според него очигледно не е проблем, одек имало конфискација на имот. Со измените на кривичниот закон нема никаква амнестија, ниту една одредба не го предвидува тоа. Се скратуваат затворските казни за некој дел, па ако биле 10, сега се 5 години, или ако биле 5, сега се 4 години. Значи затворот останува. Исто така се проширува или олеснува процедурата за конфискација на имот. Опозицијската ВМРО ДПМН ги осудува ваквите измени на законот. Партијата на Мицкоски е на ставот дека новините во кривичниот закон биле, оти како што велат СДСМ и ДУИ, се спремале за опозиција и криминалот што го правеле изминативе 6 години, сакале на овој начин да го сокријат. Коментирајќи го потпишувањето на законот од страна на Пендаровски. Од ВМРО ДПМН велат дека Пендаровски уште еднаш потрчал да се допадне на СДСМ, наместо да трчал да ги заштити законите и правдата. И се тоа за нова кандидатура за председател. Со тоа Пендаровски станува соучесник во амнестијата која СДС и ДУИ ја прават за да се сокријат од скандали како актуелниот за онкологија, како скандалот со човечки жртви Бесатранс, Модуларна, Соравија, пасоши за криминалци, за Мерко, за фирмите за струја, за плацевите, за панели. Ништо нема да ги спаси од средбата со народот, а потоа и со правдата и одговорноста. Инаку измените на кривичниот законник уште вчера се објавија во службен весник, а ќе стапат на сила на 8-миот ден од објавата. За повеќето членови е наведено дека ќе почне да се применуваат 6 месеци по стапувањето на сила, но тоа не се однесува и на измените за делата за злоупотреба за службена положба и овластувања, што значи дека тие ќе почнат да важат за една недела од сега.